Еве си продолжуваме понатаму, се преселивме во гостинското студио и веќе ни пристигна првиот гостин за денеска со кого што ќе разговараме за еден настан кој веќе во понеделник, 10 април, ќе имаат можност сите љубители на класичната музика да го проследат, да уживаат, а на двајца ќе имаме можност и денеска да подариме по 2 влезници за кои нешто подоцна ќе ве вклучиме и ќе ве поздравиме. На оваа тема денеска од мојата десна страна сакам да му кажем едно топло добре дојде на професор магистар Васил Атанасов, обоист, човек неуморен работник кој што со години наназад вложува во областа на класичната музика, инструменталната музика, напиша и една книга за обоа за време на пандемијата, а и раководител на 23 годишниот ансамбл Скопски солисти. Секоја чест и добре дојде. Добро утро и поздрав до вашите гледачи и до екипата која реализирала оваа емисија. Така, професоре, чест ми е што говориме и најавуваме еден убав концерт, плакатчето го имаме на нашата масичка, концерт кој што вие го крстивте како празничен концерт во очи најголемиот и најрадосниот, најсветлиот христијански празник. Да, насловот е концерт за сопран и оркестар, но ние вака неформално велиме дека е празничен. Зошто? Бидејќи се поклопува меѓу двата великдена, католичкиот и нашиот христијански. Тие и двата се христијански, ама периодот е во недела дена, така да и програмата е таква, би рекол, една певлива, препознатлива. Почнуваме со познатото Албинони Ададжо, а потоа твојата колешка Ивана Здравкова, сопран, ќе се представи со една композиција од Перголези Салве Реджина, тебе ти е добро позната, која баш се вклопува во таа празнична атмосфера и ние сме многу радосни што ете таа го прифати овој наш позив или покана и секако уште 2 композиции. Македонски автор секогаш има, тоа е Мили Николовски Суита, 3 става и романтичната серенада Елгар. Концертот го води маестра Бисера Чадловска, познат наш уметник, која деновиве прослави 20 години јубилеј во Македонската опера, така да на задоволство на сите нас кои учествуваме, а веруваме на публиката, ќе биде ова представа со 2 прекрасни дами кои се врвни уметници и верувам дека тој сенс публиката ќе го сети на концертот. Верувам дека ќе биде така и доколку можам и јас со задоволство ќе присуствувам на овој концерт во понеделник во 20 часот во Македонската филхармонија. Сакам во меѓувреме да изразам и честитки за 20 годишниот јубилеј на маестра Бисера, која што ги прекрши стандардите дека една таква сериозна одговорна функција и позиција работна не е само за мажите, туку може да биде и за жените и после неа се случи една цела плејада на жени кои што се охрабрија да застанат на диригентскиот пулт, така нели? Така е, така е. Има ли разлика од позиција на инструменталист на некој кој што е од таа страна во оркестарот, кога диригира маж и кога диригира жена? Не, разликата е минорна, бидејќи се вклучува во знаењето. Дури жените имаат еден друг сенс со помек пристап и таа женственост која поседуваат, нели? И елеганција би рекол во покретите да направат нешто добро. Сега се е во знаењето и искуството. Инаку еве кај нас таа беше првата дама диригент која влезе во тие води и еве успешно отпушти нога, да. Да. Инаку нели во нашата култура има повеќе дами и хорски диригенти и оркестарски. Знам и се радувам навистина што е така. Ова ве прашав чисто како една занимливост, бидејќи често пати кога имам прилика да разговарам со жена режисер, неретко и не ја прашувам како е од таа страна, кога треба да ги држиш сите нешта под контрола, а велат дека и таа професија е една машка професија која изискува баш машка енергија. Веќе овој век или ова време не ги дели професиите, се зависи од способностите на кандидатот, нели, дали е дама или уметник маж, не е битно, битно е да се има сенс, да има контакт, да се спори ова меѓусебно
почитување и разбирање за проектот да успее. Тоа важи и за филмски режисер, и за театарски, дама, мислам, и за диригент. Да. Апсолутно. 23 години постоење на Скопските солисти, вие ги формиравте во 2000-тата, преломната година кога стартувавме новиот век, што нема сите луѓе баш привилегија да го фатат токму тој преот од еден во друг век. Колку концерти, колку настапи, колку гости, колку контакти остваривте во овие 23 години? Не е мал период, значи 2000-та како вчера да беше, иако нели сите почетоци се тешки. Тоа идејата ја дадов и со неколку колеги, искусни музичари од филхармонија и опера, ја прифатија и го формиравме камерниот оркестар Скопски солисти, но вклучивме и млади уметници, одлични, добри, кои сакат да се покажат. Значи, искуство, квалитет и младост. Така да ние почнавме и со нашите диригенти, сите скоро македонски диригенти се опробаа, диригира ги поканивме ние и водеа концерти. Исполнити се многу композиции, многу премиерни дела, македонски автори. Во тие години издадовме 3 компакт диска, 2 самостојни и 1 поддржан од Министерството за култура, и во овие години мора да кажам дека Министерството за култура не поддржува, секој во рамките на своите можности, не сме само ние, иако некој пат било повеќе, некој пат помалку, и ние го сваќаме овој момент на живење, бидејќи некако периодично Македонија како да запаѓа во некои кризи од разни видови, еве и сега нели имаше таа пандемија малку не извади од колосек, но сепак ние успеавме да го прославиме и 10 годишниот јубилеј со компакт диск и 20. После 20 години. Се надевам дека и 30 за 30 да сме живи и здрави, се надеваме. Да. Има млада екипа која верувам ќе продолжи да работи, така да ќе кажам дека мене имаше многу така радост кога 20 годишниот јубилеј, 21 бидејќи во 20 беше тешка блокада, не можевме да оствариме тој проект, го префрливме во следната на почетокот и нашиот познат тенор Благој Нацовски со задоволство дојде, иако смени неколку авиони, и со познати уметници Весна Гиновска, Томе Атанасов, и раритет беше што тој веднаш прифати и професорот вика, не го заборавам тоа дека првиот концерт во Македонија од надвор која бев во Италија, вие ме поканивте. Така да меѓу првите солисти и кои направи убава кариера, не е само тој, нели? Да. И другите, таа е голема бројка, и направивме убав јубиларен концерт и продолживме. Имавме и 2 гостувања во странство, во Србија и Бугарија, на Моцарт фестивалот, кај што добивме одлични рецензии. Така да тоа ни дава императив да продолжиме да работиме, иако во културата не се сјајни работите, но ние сме оптимисти и тој наш ентузијазам не води се уште да се бориме и да правиме добри концерти. Музиката е нешто возвишено, таа допира до сите, таа не треба зборови. Значи, таа е уметност над уметностите, тоа и големите филозофи го кажале, и тука нема што да спориме. Така е, доколку на секој уметник ентузијазмот не му е притиснат на најако ништо од креативноста, ништо од напредокот и ништо од идни проекти кои што вие непрестано ги планирате, ги реализирате и публиката има можност да ужива. Благој Нацовски го споменавме пред малку, од него и наскоро ќе чуеме и ќе видиме една токму од онај настап кога за време на пандемијата во тие денови тој успеа со неколку авиони, како што рековте, да стаса до тука и да пее на тој концерт. Прекрасно нешто и убаво би било кога секој еден уметник кој ја напуштил својата земја така чувствува дека треба да најде начин да се врати и да се представи. Во овој случај Ивана со задоволство нели прифати, и јас би кажал за вашите гледачи дека таа е еден прекрасен уметник. Штета што не можевме и Ивана, бидејќи таа ќе стигне нешто подоцна во текот на денот. Да, денес пристига. Така да таа е школувана овде, нели, но секој добар уметник сака да се усовршува надвор и доби по тоа што знаеме стипендија во Австрија и веројатно тие таму наши колеги, уметници или фондации го препознаат тој талент и квалитет. Браво. И продолжи да се усовршува, а покасно нели на тие годици
успеа и да завземе убаво место, мислам, во Баден театарот солист и соработува со повеќе театри, ансамбли, оркестри, така да со задоволство прифати и еве се договоривме за програмата заедно со маестра Бисера, така да мене ме радува кога нашите уметници од надвор доаѓаат и не е само Иван, јас ги поканувам скоро сите. Браво. Гостува и диригенти, и солисти. И верувам дека во иднина ќе продолжиме со тој жар. Даваме шанси и на младите. Едно време правевме еден циклус подиум на млади. Пандемијата го прекина тоа. Јас верувам дека пак ќе продолжиме. Оти и кај нас тука има млади таленти кои добиваат награди меѓународни и треба да им се даде шанса. Јас сум секогаш расположен за соработка. Одлично, браво. Верувам дека квалитетот порано или подоцна секаде ќе биде забележан. Не само тука, за жал помалку тука, а повеќе надвори, откако некој ќе ни замине надвор, тогаш велиме, види колку голем уметник сме имале, а не сме знаеле. Но тоа не е тоа не е нова приказна, тоа е приказна која не следи нас во сите области, не само во музиката, не следи и во спортот, не следи и во секоја една друга сфера. Здравство, наука и така на образование. Тоа е нешто што си го имаме ние во нашиот ген. Професоре, предлагам ние да вклучиме двајца гледачи кои што би биле двајцата потенцијални добитници на две влезници за концертот, празничниот концерт во понеделник, така да ја молам режијата да ги вклучиме телефонските линии и да се обидеме да ги поздравиме, да ги искомуницираме нашите гледачи кои што се љубители на ваков тип на музика и кои што одамна не посетиле некој концерт, еве имате прилика понеделник 20 часот Македонска филхармонија да си направите празник на душата во очи Великден и така да си ја стартувате седмицата убаво со убава музика, со убави луѓе во убава енергија и расположение. Дали имаме гледач? Еве за кратко ќе искомуницираме и ќе ги вклучиме нашите гледачи. Ја верувам дека ги има и такви кои што ја сакаат овој вид на музика, иако во истиот термин во соседната зграда во Националната опера и балет ќе се случува великденскиот концерт на танец, но ние сепак го имаме првиот гледач кој што е потенцијален добитник на две влезници. Добро утро. Ало, добро утро. Повелете, во програма сте. Голем до господин Атанасов беше на мојот тук, мислам како изведувар, уште од неговите потекоци. Инаку во фамилијата имаме музичари, да не ги вам се меѓу попознатите Мурат, мојата кетка виолинистка и така. Посебно ја обожаваме оперската музика и сериозно творештво. Во минатото многу повеќе случаи господинот Атанасов со коронава нешто миравме од посетите, па сега ќе ми биде посебно задоволство да присуствувам на концертот и однапред му посакувам уште многу концерт и успешна кариера. Благодариме. Така, дали вие сте расположени да одите во понеделник на концерт? Да, затоа и се јавам. Прекрасно, супер. Ви посакувам да уживате, да се релаксирате и кога ќе се чуеме повторно да ни споделите искуства како се чувствувавте, ваши? Секогаш возвишено. Прекрасно. Значи, двете карти ќе можете да си ги подигнете 15 на минути порано на влезницата долу, значи на долниот ден, од левата страна е билетарата на Македонската филхармонија. Благодарам. Уживајте во концертот и се слушаме наредната недела. Поздрав. Дали имаме уште еден гледач режија на другата телефонска линија? Во овој момент немаме, но ние ќе го продолжиме. Разговорот уште е сосема накратко. Што ќе следува после овој концерт, професоре? Секако ние имаме редовна програма која ја негуваме и еден настап се планира во Струмица. Јас минатата година направив еден фестивал на камерна музика со поддршка на Општина Струмица и градоначалникот, бидејќи тоа е реткост кај нас да настапуваат камерни состави, значи фестивал на камерна музика, така да и скопските солисти ќе бидат дел од ова. Планирано едно гостување, но се зависи дали ќе обезбедиме средства, бидејќи годинова
Министерството за култура малку го скрати буџетот и тоа се рефлектираше не само на нас, него на скоро сите уметници, но ние рековме со нашиот ентузијазам и желбата да се надпреваруваме, продолжуваме понатаму, а тоа ни дава сила да ги поминеме тие некои препреки. За среќа има и некои спонзори кои се јавуваат. Белким ќе влезе во процедура законот за спонзорство и да има начин да не мотивира повеќе. Да се надеваме така, да не држи оптимизмот и ентузијазмот. Имаме ли гледач, режија? Да, имате гледач. Добро утро! Добро утро, овде Баба Роска од село Орман. Браво, Баба Роска! Чуде, цело време вртев да се добијам представа, не, сега се добив. Ама ете, сега требало да се добиеме. Ете така. Секоја чест. Браво, браво. На крајот била среќата. На крајот била среќата, таа нема крај за нас убавите луѓе вака, нели, кои си се подржуваме. Може ли да му честитам празникот денеска? Може, ајде. Ајде нека е со среќа на сите кои слава, кои име, нека се живи и среќни и за година да слават и пуно години. Дај Боже. Ајде. Да сте ми здрава и жива, Баба Роска, ќе одиме на концерт? Па обавезно. Значи, двете карти 15 на минути пред почеток долу на влезницата во билетарата на Македонска филхармонија ќе си ги подигнете, ве поздравувам и се надевам дека ќе се видиме таму. Колку сат? 20 часот е почетокот. Добро, фала, да си ми живи здрава. Благодарам ви вам за јавувањето, ве поздравувам. Поздрав. Ете ги доделивме и влезниците, се радувам што се јавија наши редовни гледачки кои што се секогаш тука да ни го подигнат и нам оптимизмот и доброто расположение во Алфа телевизија. И благодарам многу за гостувањето, посакувам успешен концерт и по некој следен повод ние повторно ќе се видиме и ќе разговараме. Благодарам на поканата и еве уште еднаш јас ги поканувам вашите гледачи и наша публика да повелат во понеделник во 20 часот во филхармонија на концертот на камерен оркестар Скопски солисти. Сигурна сум дека тие што треба да бидат ќе дојдат, ќе бидат присутни таму.